Добар и убав ден, драги мои. Добре дојдовте во новото издание на 4 сезони. Денеска сум навистина многу среќен за тоа што ќе готваме убаво парче говецко месо, образ. За мене не постои поубаво парче месо од образот, затоа што тивко се готви ако се јади. Не само стомакот, него и душата ни ја полни, затоа што се двои буквално. Ќе го комбинираме со многу интересно карамелизирано кромиче со балзамиран оцет и ќе направиме многу убава пржена палента на путер. Одлична комбинација во која верувам дека сите ќе уживате кога ќе ја направите дома. Не заборавајте, само сакам да ве потсетам да ја посетите нашата веб продавница 4сезони.mk и да одберете се што ви е потребно за да можете да станете виртуоз во вашата кујна. Следете не, продолжуваме за кратко. Денес готвиме со вкус и трпение. Говецки образи, нежно пропржени, а потоа печени со зеленчук, доматна паста, црвено вино и бујон. Мирис што ја исполнува кујната и полека го открива вистинскиот карактер на месото. А покрај нив, два гарнира што ја заокружуваат приказната. Карамелизиран кромит и пржена палента со совршена кора. Ајде да готвиме убаво и вкусно домашно јадење кој има многу голема традиција и потекнува нели од Франција. Јунешките, говецките или телешките образи се многу почитувани, затоа што за да се сготват треба навистина многу внимание и многу тивко да се готват, затоа што тогаш ќе бидат меки како душа од кога ќе ги изготвиме. Ако немате доволно време, ставете ги телешките образи во експрес лонец и за само 45 минути ќе бидат готови. Меѓутоа, ајде да почнеме полека од почетокот. Прво, образите мора да бидат здрави, свежи и добро исчистени, затоа што тоа е мешано месо, има многу жилички и така натаму, и баш затоа е најубаво кога тивко се готви. Тоа значи дека не е месо кое можеме да го испржиме, да го јадеме. Значи никако. Тивко, споро, со многу убава и позитивна енергија за на крајот сите заедно да уживаме нели во јадењето. Се што треба да направиме на самиот почеток е да ги посолиме. Одлично. Да им додадеме малце бибер. И вака добро да ги измасираме за на сите страни, да се распостели зачинот. Откако ќе го направиме ова, зимаме малце брашно и многу нежно треба да ги посипеме со брашно. Брашното ќе помогне да фати кора кога ќе ги пржиме. Веќе загреано тавче, како и секогаш, додаваме брилјант. Зачинетите образи ќе ги ставиме по неколку минути од двете страни да се испржат. Тука започнува магијата. Тука ја даваме првата нота на убава енергија која дава вкус. Запржување со зачини со масло на месото во врела маснотија е многу важно, затоа што од месото излегуваат протеините, фаќаат убава коричка и сите сокови што ги содржи месото, неговата цела сочност останува во месото. Уште едно трикче или уште еден совет до вас. Месото никогаш не го ставајте према вас, затоа што од невнимание, од мало невнимание може да ве испрска, а тоа не е во ред, затоа што нели многу боли. Секогаш
спрема другата страна, ставајте ги, работите кои ги пржите во врела маснотија, затоа што на тој начин, како што кажав, никогаш нема да се изгорите. Говедските образи се пржат на висока температура за да ја задржат сочноста. Секоја страна запечатува вкус, подготовка што ќе го направи месото нежно и полно со арома. Одлично. Месото ќе го оставиме во сад, како што гледате, ќе го покриеме и сега идеме на вториот дел. Зеленчукот ќе го додадеме во истата маснотија каде што се запржуваше месото. На крупно исецкано, убаво да се испржи. А имаме кромит, морков и листовиот целер. Ќе додадеме малце путер. Го мелеме на многу крупни парчиња, затоа што тивко и долго ќе се готви целата оваа смеса. Кромит, морков и целер. Боја, текстура и мирис воедно. Пропржени на путер. Тие стануваат основата на прилогот што ќе го впие целиот карактер на јадењето. Зеленчукот омекна. Сега ќе додадеме ловоров лист и доматен сос или паста од домати. Ќе зачиниме со листовиот целер и свежа мајчина душичка. Ќе додадеме неколку чешниња лукче, црвено вино, нашиот македонски познат вранец, кој дава друга димензија на храната што ја готвиме со него. Не дека е наш, навистина е многу квалитетен и препознаен ширум светот. Видете оваа убавина овдека каков колорит имаме. Затоа сакам додам на пазар, луѓе. Таму го има најубавиот колорит, најубавите бои на свеж зеленчук и овошје. Вистинско уживање и не заборавајте еднаш во неделата, појдете на најблиското пазарче и наполнете ги батериите. Купете она што вас ви се допаѓа, појдете дома и изгответе го за вашите најдреги. Со многу убава и позитивна енергија, со многу голема желба, а на крај секако ќе дојде љубовта. Кога храната се готви тивко и долго, многу е да имаме едно вакво Iron Goose тавче, кое е многу препознатливо во гастрономијата, токму за вакви јадења како што е говедскиот образ. Металот, гусот држи многу топлина, внатре се ствара еден убав систем каде што сето тоа се обработува термички, полека, тивко за на крај секако нели да биде многу вкусно. Берлинген тавчињата од гус се многу добри за да ги имате во вашата кујна, пред се многу корисни. Многу добри за тоа што многу убаво изгледаат, а корисни за тоа што навистина кога ќе сготвиме храна во вакво тавче, во ваков сад, храната е сготвена баш како што треба. Не заборавајте да посетите нашата веб продавница 4сезони.mk и да одберете се што ви треба за да бидете подобар виртуоз во вашата кујна. И секако, нарачајте едно вакво убаво тавче или тенџерче или како да го наречеме сад за тивко готвење на храна, каде што храната, верувајте, ќе биде путер, викаат. Ајде сега да не збориме за тавчето, да продолжиме во него да готвиме. И сега, целиот овој зеленчук од ова тавче го додаваме внатре. Ке долиеме телешки или говедски бујон, 1 литро и 200 милилитри, значи да биде до половина покриено. Откако ќе го додадеме бујонот, внатре ги додаваме и испржените образи.
Толку, драги мои, главното јадење е поставено. Сега ќе го ставам во загреана рерна на 200 степени 2,5 часа. За тоа време ќе направам убав карамелизиран кромит со балсамико и ќе направам убава палента која ќе бидат како гарнир на ова јадење. Вака спремно оди на печење. 2,5 часа, 200 степени. Зеленчукот и месото се спојуваат воедно. Аромите се веќе таму, но вистинската магија што туку почнува. Време е за рерна. Образите си крчкаат во рерна, тивко и полека, за да бидат највкусни. А за тоа време ќе почнам да го спремам и гарнирот. Ќе направам многу интересен пржен кромит, карамелизиран со балзамиран оцет, шекер и рузмарин. Зачин кој е многу јак, меѓутоа овој пат ќе ставиме малце повеќе рузмарин затоа што идеална иде комбинацијата вкусот на кромитот со вкусот на балзамот и зачинот. Сега вака, додаваме прво малце путер. Додаваме и масло. На ниска, на средна температура, никако на висока. Кромидот ќе го исечеме на 4 дела и ќе го ставиме полека да се динста во тавчето со путер и со масло. Не брзаме, го оставаме така. Додека тоа си динста, јас ќе ја поставам и палентата. Ќе ја направиме пржена на путер со млеко и пармезан на крај. Многу интересно и многу вкусно. Ја имам правено во изминатите емисии. Денеска ќе ја користиме нели као гарнир. Ставаме путер да се растопи, исто така на средна температура. Откако путерот ќе се растопи, ставаме палента. Палентата во размер секогаш иде 1:4, да знаете, за да биде како што треба. Меѓутоа, оние кои сакаат палентата да биде потечна, секако ќе додадат малце повеќе млеко. Меѓутоа, многу важен момент е на самиот почеток палентата добро да испржиме на путерот. Готова е кога ќе го пушти оној нејзин препознатлив мирис или арома на печена палента, ченкарно брашно. Многу вкусно, многу здраво и верувајте дека барем 2 пати во неделата треба да јадете производ направен од пченкарно брашно, затоа што многу ќе ви помогне, посебно во дегестивниот дел. Кромидот полека ја менува бојата. Станува златен, сладок и ароматичен. Со путер, мајчина душичка и неколку капки балсамико добиваме вкус што го претвара обичниот гарнир во деликатес. Кромидот се пржи, палентата почна да ја испушта аромата, значи за кратко време ќе го додадеме и млекото. Сега за овие кромичиња во Франција имаат еден многу убав мал интересен кромит, шалот го викаат. Најубаво е овој гарнир да се прави со тој кромит. Во последно време гледам дека го има и кај нас, меѓутоа можеме, ако не најдете, да го направите и со обичен кромит, затоа што всушност истото ќе го добиеме. Кромидот доби боја, сега во него, како што кажав, ќе ставам рузмарин. Ќе додадам малце шекер за карамелизирање на кромидот. Кромидот сам по себе содржи големо количество на шекер, меѓутоа, кога го правиме на овој начин, додаваме и дополнително шекер. Колку убаво замириса од рузмаринот. Сега ќе додадеме балзамиран оцет, малце балзам, и сето ова ќе го оставиме на ниска температура, полека да си динста. Поклопете, намалете ја температурата и оставете да крчка, се додека не се распартали целиот дел, не се одвојат сите делови од кромидот. Одлично. Сега во палентата
ќе додадеме млеко. 640 милилитри млеко имам. Овдека затоа што имам 160 грама палента и 50 грама бутер. Секако ќе зачиниме со бибер и со сол. Ќе додадам и во кромидот. Густината на палентата ќе ја одредите вие самите. Меѓутоа, не одете нигде, бидете тука и гледајте како се готви, како се приготвува храната, затоа што тоа е многу убава енергија. И не само убава енергија, него и нема да изгори, нема да се расипе ако бидеме тука. Ака оставиме и да отидеме да правиме нешто друго, додека храната се готви, голем ризик. Пржена палента со златна кора и мека внатрешност. Едноставен додаток што внесува крцкавост и ја заокружува топлината на целото јадење. Одиме по главната звезда денеска. Говецки образи со зеленчук, палента и карамелизирани кромичиња со балзамиран оцет. Погледнете оваа магија. Видете го образот. Ова е тоа што ви говорам, драги мои гледачи. Гответе со љубов, гответе со трпение и на крај сите ќе бидат среќни, насмеани и сити. Многу е жешко да го пробам, меѓутоа ова што го гледам самото кажува дека е превкусно и дека е многу добро термички обработено, затоа што, видите, се дели. Месото се распаѓа, што е добро. Не повеќе од 3 часа гответе, а потоа вистински уживете. Ајде сега да го сервираме онака домаќински. Даваме од палентата. Ние готвиме домашна храна, доволно за една порција за вистински гурмани. За оние кои не сакаат толку многу месо, пресечете на пола. Уживајте бескрајно затоа што велат дека највкусна е храната што ја готвеле нашите баби. Меѓутоа јас знам дека бабите вистински уживале во готвењето и ја готвеле со трпение, тивко и долго. Верувајте, повкусно месо од образот на говедото нема. Нежни говедски образи што се топат на вилушка, длабок сос од вино и зеленчук, сладко кисел кромит и крцкава палента. Вистинска симфонија на вкусови. Јадење што го слави времето, трпението и уметноста на доброто готвење. Драги мои, тоа беше се за денеска. Јас сум среќен, како што кажав на почетокот на емисијата, затоа што денеска успеав да направам многу убав вкусен оброк, многу добра комбинација,
а за образот да не разговараме, се топи. Направете го дома и уживајте сите заедно, а во меѓувреме не заборавајте секако да посетите нашата веб продавница 4сезони.mk, каде што има се што ви е потребно за дома да сготвите што и да посакате. Се гледаме утре, имајте убав ден.